Ова се настаните на денот. Приватното сместување во Охрид исполнето за продолжениот великденски викенд. Зелени инвестиции за одржлива иднина во фокусот на одбележување на денот на планетата Земја. Финишираат работите околу опремување на планинската куќа Спиридон на Галичица. Тренинг на едукатори за заштита на пештери и лилјаци во Националниот парк Галичица. Полицијата има сознание кој го извршил грабежот во магазинот во Охрид, изјави министерот Спасовски. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето умерено облачно со повремени сончеви периоди, ветровито и потопло со пораст на температурите на максимални 17 степени Целзиусови. Во текот на ноќта ведро со локална облачност и релативно топло во Охрид. Во сабота над Пиринејскиот полуостров, Франција, Алпите на север од Италија, обилни врнежи од дожд проследени со силен ветар со удари до 80 км на час. Локални врнежи од дожд и на крајниот исток од Европа. Во останатите делови од стариот континент стабилно со сончеви периоди и релативно топло време. Утре на Балканскиот полуостров времето умерено облачно со повремени сончеви периоди. Ќе биде потопло, а локално во централните, северните и источните делови слаби локални врнежи од дожд. Максималните температури од 17 до 22 степени на Балканот. Во Македонија во сабота во првата половина во денот од западните, северозападните делови умерено облачно со сончеви периоди и топло. Во останатите делови од Македонија сончево со локална облачност. Попладне намалување на облачноста и сончеви периоди кои ќе траат подолго и ќе донесат потопло време. Минималните температури во Македонија од 3 до 10, максималните од 15 до 25 степени Целзиусови. Во Охрид во сабота во утринските и предподневните часови умерено облачно време со сончеви периоди, а во текот на денот ќе дојде до намалување на облачноста. Времето ќе биде претежно сончево и топло, минималната 8, максималната 17. Во недела и понеделник сончево и многу топло време, минималната 7 односно 10, дневната 21 односно 20 степени. Во вторник сончево и топло, максималната дневна температура 19 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ.
Апартманите во централното градско подрачје во Охрид се речиси целосно букирани за време на велигденските празници. Приватните сместувачки капацитети овој празничен продолжен викенд бележат поголема исполнетост во однос на хотелите, правенствено поради тоа што цените останаа исти како и лани. Приватните сместувачки капацитети на брегот на Охридското крајбрежје бележат поголема исполнетост во однос на хотелските. Апартманите во централното градско подрачје се речиси целосно букирани за време на велигденските празници. Аранжманите се од 2 до 4 денови, а интересот е поголем бидејќи цените се речиси исти како и минатите години. Најчесто гостите се повторно домашните туристи, доста од нив има и од Србија и генерално има и некои од странство во приватни аранжмани, некои од нив и преку туристички агенции. Има во целина скоро од секаде, од цела Европа, меѓутоа повторно се најмногу најбројни домашните и туристите од Србија. Па најчесто ги фаќаат блок викенденовите, значи сабота, недела, петок, сабота, недела, понеделник, најчесто резервациите се од 3 до 4 дена. Домашните туристи, можам да кажам дека дел од нив има и што се само за 2 дена. Помалите хотелски капацитети во центарот на градот се речиси потполно исполнети. Радува тоа што групите гости од Соединетите Американски држави после 2 годишна пауза повторно доаѓаат на брегот на Охридското езеро како дел од балканската тура и посета на Грција, Албанија, Србија и Македонија. Велигденските празници, моментално хотелскиот капацитет е исполнат. Имаме најчесто гости од Соединетите Американски држави во моментов, исто имаме и од домашни гости, но повеќето се странци. Најверојатно ги интересира и нашата религија, нашиот празник, како го славиме, што го славиме. Додека за Рамазан имаме исто и во тој период имаме доста исполнетост, додека за 1 мај, нели нормално, најчесто се домашни гости од соседните земји, значи од Балканов. Горе-долу, значи, мислам дека ќе биде добро, дека ќе има солидна исполнетост, како и што сум информиран од колегите, и тие се скоро исполнети со капацитетите. Малку влијае, нели, кризата и тие работи, немаме гости од Украина, од Русија, но се надеваме дека побрзо ќе заврши војната, дека се ќе биде во ред. Поголемите хотелски капацитети надвор од градот бележат послаба исполнетост со гости. Во пресред на големиот христијански празник Великден, утре, 23 април, со почеток во 19 часот, на малата отворена сцена во близина на трговскиот центар Амам, ќе се одржи великденски концерт. На празничниот настан ќе настапат членовите на културно-уметничкото друштво Гердан од Бисери, хорот Весели Бисерчиња и ансамбл Билјана. Концертот е под покровителство на општина Охрид. Финишираат работите околу опремување на планинската куќа Спиридон на Галичица. Ова ќе биде првиот објект на планина кој ќе има пречистителна станица за отпадните води. Домот ќе биде пример за одржливо искористување на природните ресурси во заштитеното подрачје на Националниот парк, велат од Охридската спасителна служба. Објект на планината Галичица ќе добие пречистителна станица. Спасителниот дом Спиридон, сместен во Националниот парк Галичица, ќе биде првиот објект во земјава кој ќе ги пречистува отпадните води на планина. За овој еколошки аспект се погрижија охридските алпинисти од клубот Патагонија, кои ќе стопанисуваат со објектот, напоменува Антонио Додевски, председател на клубот. Целта на целокупната цел, значи на поставувањето, изградбата или на оваа планинска куќа е токму да биде модел на самоодржлив објект, кој што комплетно се напојува со електрична енергија од соларни извори и комплетно отпадните води ќе ги прочистува и ќе ги, значи, едноставно ќе добиваме чиста вода надвор од отпадните води. Ќе биде навистина една планинска куќа која на посетителите ќе им овозможи удобен престој, меѓутоа ќе биде само одржлива и пример за одржливо искористување на природните ресурси, особено во заштитени подрачја како што е Национален парк.
Пречистителната станица е набавена со средства од проектот Нови можности за безбеден зимски авантуристички туризам од Европската унија, од ИПА програмата за прекогранична соработка. Во планинската куќа ќе може да престојуваат 20 луѓе. Дополнителен простор има во спасителната станица во која ќе може да се сместат 8 спасители од спасителната планинска служба, информира Додевски. Овој објект се надеваме дека исто во текот на летото ќе имаме можност да го отвориме и да го промовираме веќе конечно после толку време како отворен за јавноста и да може луѓе да уживаат и на Значи ќе може да се користи, ќе е отворен за посетители. Дефинитивно целта е да може. До каде се работите покрај пречистителната? Освен пречистителната, значи само тоа е останато, да санитариите и пречистителната станица да бидат ставени во функција за да може да се отвори објектот. Сето друго е веќе комплетирано и се надеваме дека со и дополнителна поддршка од ПОНД кој што ни стои на располагање, соработката многу плодна со Националниот парк, дека ќе започнеме со една нова успешна приказна во нашиот град. Од планинската спасителна служба напоменуваа дека се принудени да бараат проекти кои ќе им овозможат опстанок за да бидат сервис на граѓаните. Иако се подпишани неколку меморандуми за соработка со општините од регионов, досега немаат конкретна финансиска поддршка за функционирање на службата. Зелените инвестиции за одржлива иднина во фокусот на одбележувањето на 22 април, денот на планетата Земја. Темата на овогодинешното одбележување е "Инвестирај во нашата планета" и се фокусира на забрзување на решенијата за борба против најголемите светски закани како што се климатските промени. Инвестирајте во нашата планета е темата на овогодинешниот светски ден на планетата Земја. Со апел за промени во бизнис климата, политичката клима и за личната одговорност на секој од нас, Обединетите нации повикуваат заеднички да работиме во насока на спречување на климатските промени, глобалното затоплување и загадувањето. Во време на загрижувачко глобално загадување на воздухот, почвата и водите, како и глобална економска криза, Македонија преку низа системски активности се пренасочува кон обновливи извори на енергија, инвестирајќи во зелената енергија, порача од владата. Нашата цврста заложба да оставиме чиста и зелена земја на нашите поколенија ја спроведуваме и преку Законот за инспекцијски надзор со кој се овозможува подобрување на надзорот на национално и локално ниво, со што ќе обезбедиме подобра заштита на животната средина, објави владината преслужба по повод Меѓународниот ден на планетата. Министерството за животна средина и просторно планирање ги повикува сите и институциите и бизнис заедницата, граѓанските организации и движења и секој поединец да се промени деловната клима, политичката клима и начинот на кој преземаме активности и одговорности за климата. Заедно мораме да инвестираме во нашата планета затоа што зелената иднина е просперитетна иднина, е наведено во нивното соопштение. Се очекува дека Македонија поради климатските промени ќе се соочи со големи екстреми во температурите и со интензивни дневни врнежи кои носат ризик од поплави. И покрај големите пожари кои што лани ја пеплоса, малишевијата и проголта и лјадници хектари шума, поплавите од 2016-та кои што однесоа 20 на човечки жртви, големото аерозагадување со кое што се бориме секоја зима, повлечените езера и сушата, дел од населението се уште со недоверба гледа во светот што се менува пред нивните очи. Треба да се работи на подигнување на свеста за климатските промени и на зајакнување на капацитетите на институциите. Во спротивно, земјава ќе заврши со неинформирани граѓани кои неподготвени ќе се соочат со временските екстреми, порача од еколошката едукативна платформа Дома. Откако денот на планетата Земја првпат беше одбележан во 1970 година, населението на планетата се удвои од 3,7 на 7,9 милијарди. Глобалните емисии на јаглерод диоксид се зголемија од 13,7 на 36,3 милијарди тони годишно. Просечната температура на површината на планетата се зголеми, површината на глечерите се намалија од 6,9 на 4,7 милиони квадратни километри, а нивото на морето се подигна за 12 сантиметри. Уништена е 1/5 од тропските шуми во Амазон. Според Меѓународната унија за зачувување на природата, над 40.000 видови се загрозени и им се заканува исчезнување, додека пак во поновата историја 897 животински видови се целосно изумрени и исчезнати од лицето на планетата.
Успешно реализиран тренинг за едукатори за заштита на пештери и лилјаци во Националниот парк Галичица. Тематскиот фокус на тренингот беше насочен кон градење на капацитети и вмрежување за заштита на пештерите и лилјаците во Националниот парк Галичица. Во текот на изминатиот викенд, во периодот од 15 до 17 април, во едукативниот тренинг центар Велестово на Црвениот крст од Охрид, се реализираше тренинг наменет за наставници, студенти и заштитници на природата од Националниот парк Галичица Екологик, Црвениот крст од Охрид, Екосвест, Exploring Society Ursus Peleus, Истражувачкото друштво Ursus Peleus, како Истражувачкото друштво на студенти биолози ИДСБ и Истражувачкото здружение на студенти географи природник ЕГЕАС од Скопје. Тематскиот фокус на тренингот беше насочен кон градење капацитети и вмрежување за заштита на пештери и лилјаци во Националниот парк Галичица. Темите и предавањата беа реализирани од искусни предавачи и експерти од областа на карстологијата, биодиверзитетот, педагогијата и искуственото учење. За време на тренингот се презентираа подготвените модули за едукација за заштита на пештерите и лилјаците за градинките и основните училишта. Потоа општи предавања за пештерите и лилјаците и теренска посета на пештера, како и игри подготвени од Екологик. Тренингот беше реализиран во рамки на проектот Развој на едукативни ресурси за заштита на пештерите и лилјаците во Националниот парк Галичица, финансиран од страна на Преспа Охрид Nature Trust Fund и Mediterranean Basin Hotspot програмата. Регионалниот патен правец Охрид Ресен врска со Царина и Трапеица, кој води преку Националниот парк Галичица, е отворен за сообраќај за сите видови на возила. Патот е отворен за сообраќај до 1 октомври за возила со вкупна маса од 3,5 тони, информираат од Автомотосојузот на Македонија. Патот беше затворен за сообраќај од 15 ноември минатата година. Полицијата има сознанија кој го извршил грабежот во помошниот магазин за расходувана опрема на СВР Охрид, кој се наоѓа во старата касарна. Ова го изјави министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во интервју за Радио Слободна Европа, кое целосно ќе можете да го погледнете во недела во 17 часот на програмата на ТВМ. МВР има сознанија кој го извршил грабежот во полицискиот магазин во Охрид, вели министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во интервју за Радио Слободна Европа. Да, имаме сознание и тие сознанија ги проверуваат и ги документираат колегите со цел да можеме да излеземе со кривична пријава. Спасовски повеќе се осврнува на она што ја разбранува јавноста, а тоа е што точно беше украдено од магазинот. Од ВМРО ДПМН е побара одговорност од министерот со тврдење дека се случила кражба на оружје, муниција и бомби од депото на МВР во Охрид. Не е украдено оружје и таквите шпекулации кои сакаат да се употребат за дневно политички цели не ни користат на никој, потенцира министерот. Значи, ова е прирачен магазин кој што имаше одземени предмети и кои што биле таму складирани и дел од хемиски средства кои што ги користеле од СВР Охрид. Така да не станува збор воопшто за кражба на оружје, а секако дека сите истражни действија се насочени кон откривање на сторителите. Портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски на 16 април информираше дека од помошниот магазин за расходувана опрема кој се наоѓа во старата касарна биле украдени солзавци, шок бомби и други предмети кои биле предвидени за расходување. На прашањето како граѓаните да имаат доверба во полицијата кога од нејзини магазини се краде, а полициски службеници примаат подкуп, министерот Спасовски во интервјуто вели дека тоа се случувало и во други институции низ светот. Значи да не создаваме погрешна перцепција во јавноста. Државниот апарат мора да биде ефикасен во борбата против корупцијата и против кривичните дела. Подеднакво да одговори без разлика за кој станува збор. Тие постапки да бидат транспарентни и да бидат неселективни. А секако дека мора да работиме за да се стесни просторот, да се намали нивото на корупција и во редовите на институциите, а најважно од се е да имаме ефикасност во откривањето на случаите. Секако дека постојат низа мерки и механизми кои ги превземаат сите институции во рамки на антикорупцијските активности. А кражби се случуваат секаде, престапници постојат на секаде. Важно е државата да има одговор и оние кои направиле кривични дела да се изведат пред лицето на правдата, вели Спасовски во интервјуто кое целосно ќе се емитува в недела.
Вчера од 15 до 19 часот при извршени сообраќајни контроли во Охрид, полициските службеници затекнале и санкционирале 15 возачи кои управувале моторно возило со брзина поголема од дозволената. 8 надвор од населено место, 7 во населено место. Во пресред на предстојните празници, сообраќајните контроли на целото подрачје на СВР Охрид ќе бидат интензивирани со цел зголемување на сообраќајната безбедност и елиминирање на можностите за сообраќајни незгоди. Поради тоа, апелираме до сите учесници во сообраќајот, посебно до возачите на моторни и други возила, на зголемена внимателност и строго придржување до поставената сообраќајна хоризонтална и вертикална сигнализација, вели портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Најмалку 7 лица загинаа во голем пожар во Институт за војни истражувања во Твер на 160 километри од Москва, соопшти спасувачката служба, пренесоа руските новински агенции. Изгорел Централниот истражувачки институт на руските воздухопловни сили. Руска телевизија објави видео од 4 катница над која се издига густ чад. Според изјавите на очевидци, неколку вработени од институтот морале да скокаат низ прозорите од горните катови на зградата за да се спасат од пожар кој зафатил површина од 1000 метри квадратни. Неколку од повредените се во болница, тројца на интензивна нега. Според првите информации, пожарот може би избувнал поради стари електрични инсталации, а институтот се занимава со одбранбени истражувања и развој на нови системи за противвоздушна одбрана. Огромен пожар избувна и во една од најголемите хемиски фабрики во Русија. Драматична снимка покажува чад од хемиската фабрика Дмитриевски во градот Кинешма на 250 км источно од Москва, наведува Mirror UK. Фабриката, најголем производител на хемиски растворувачи во земјата, се наоѓа на 950 км од границата со Украина. Се уште не е познато што го предизвикало избувнувањето на пожарот, но се случува истиот ден кога избувнал огромен пожар и во одбранбената постојка при што загинаа 7 лица. Хемиската фабрика Дмитриевски е најголем производител на бутил ацетати и индустријски растворувачи во Русија и Источна Европа, снабдувач на широк спектар на хемиски и петрохемиски производи во Русија и во светот. Властите допрва треба да потврдат дали има жртви. Британскиот премиер Борис Џонсон потврди дека британската војска обучува украински војници. Обуката се однесува на употреба на оклопни возила испратени од Британија во Украина за одбрана од руската инвазија. Портпаролот на Џонсон изјави дека во моментов има неколку десетини украински војници во Британија кои се обучуваат да користат оклопни возила донирани од Британија на Украина овој месец. Велика Британија вети дека ќе испрати 120 оклопни патролни возила во Украина, како и возила од типот Мастив, кои може да се користат за изведување и патрола. Велика Британија ќе обучува украински војници како да го користат и амбулантното возило Самаритан и оклопните изведувачки возила Султан и Самсон. Портпаролот на Џонсон изјави дека Велика Британија и нејзините сојузници испраќаат нови видови опрема во Украина со која можеби досега не се сретнале. Десетици маскирани палестински демонстранти рано утро вовлегле во џамијата Ал-Акса во Ерусалим, ги затвориле портите и почнале да фрлаат камења и петарди, соопшти израелската полиција. Полицајците се обиделе да ги растераат користејќи средства за разбивање нереди, но не влегле во џамијата. Палестинската црвена полумесечина соопшти дека 20 лица се повредени, а едно во критична состојба. Слични судири имаше во текот на целата измината седница, со ескалација на насилства минатиот петок кога беа повредени повеќе од 150 палестинци и тројца израелски војници. Денешните судири се случуваат во мигови кога израелската авиација врши рекетирање на појасот Газа како одговор на палестинските провокации и нападите на екстремистите кои гаѓаат израелски цели преку линијата на раздвојување. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви посакувам убав празничен викенд. Пријатно!